Во ова издание, францускиот претседател Емануел Макрон по разговорите со Путин во Москва денеска се среќава со Зеленски во Киев. Обид за намалување на напнатоста. Дали ќе успее? Министерката за одбрана Славјанка Петровска за Гласот на Америка. Северна Македонија постапува едногласно и со силно единство со НАТО, како и во случајот со Украина. Светското внимание свртено кон рускиот претседател. Експерти. Владимир Путин сака да осигура дека Москва се уште важи за голем играч на меѓународната сцена. Ќе ви кажем, останете со нас. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Францускиот претседател Емануел Макрон патува за Киев на разговори со претседателот Зеленски за намалување на напнатоста на украинско-руската граница. На синокечната средба со рускиот претседател Путин во Москва, Макрон ја потенцираше потребата Европа да најде заедничка иднина со Русија како европејци. Од средбата со Путин произлегле бројни предлози, но не сакаше да открие детали. Одиме понатаму. Министерката за одбрана Славјанка Петровска во интервју за Гласот на Америка непосредно по враќањето на владината делегација од Брисел вели дека премиерот Ковачевски и генералниот секретар Столтенберг се согласиле дека по сите прашања Северна Македонија да постапува едногласно и со силно единство со НАТО. Со министерката Петровска разговараше Мики Драјковски. Министерке, добар ден. Неодамна како дел од владина делегација во Брисел, меѓу другото имавте средба и со генералниот секретар на НАТО Столтенберг. Една од темите на разговор беше Украина. Какви насоки добивте во однос на македонското делување таму и што конкретно е договорено во тој дел? Да, имавме исклучително успешна посета на Брисел, која започна всушност со средбата со генералниот секретар Столтенберг и се одржа во седиштето на НАТО. Клучната порака која ни беше соопштено лично од генералниот секретар е дека Република Северна Македонија е важен сојузник во НАТО и секако дека ја поздрави нашата улога во промовирањето на безбедноста, стабилноста и напредокот во регионот. За држава која стана членка пред само неполни 2 години, ова е признание кое покажува дека процесите продолжија и по формалното зачленување и дека Република Северна Македонија е сојузник кој активно придонесува во алијансата. Во таа насока и председателот на владата, премиерот Димитар Ковачевски и генералниот секретар Столтенберг се согласија дека и по сите прашања Република Северна Македонија постапува едногласно и со силно единство со НАТО алијансата, како што впрочем и во случајот со прашањето со Украина. НАТО и Република Северна Македонија се разбира, го поддржува територијалниот интегритет и суверенитет на Украина и ги користат сите механизми преку кои сакаме да постигнеме деескалација на состојбата и решение преку диалог и преговори. Она што е исклучително битно е да се потенцира дека Република Северна Македонија како членка на НАТО има подеднакво право на глас, мислење, став и рамноправно учествува во донесувањето на одлуките на алијансата. И од тука во разговорот кој го имавме со генералниот секретар не беше со цел да се споделат инструкции или насоки за делување, туку тоа беше пред се диалог и дискусија на еднакви и рамноправни, дискусија помеѓу генералниот секретар на најмокниот воено-политички сојуз и највисоките представници на владата, на нашата држава. Дали може да го искоментирате распоредувањето на воена опрема и трупи на НАТО во Балтичкиот регион и Бугарија и дали Северна Македонија би била вклучена во некаков план на НАТО? Да, ова распоредување кое го споменавте произлегува од една од основните функции на НАТО алијансата, која се базира на членот 5 од Вашингтонскиот договор, а тоа е колективна одбрана. Нараснатите тензии на источната граница на НАТО наметнуваат мерки на предпазливост и мерки на одвраќање и одбрана,
која е добро познатата политика на овој најмоќен воено-политички сојуз. За екснатото присуство, истурено присуство кое го споменавте во Балтичките земји, е операција на НАТО која всушност трае неколку години и на тој начин, преку таа своја операција, НАТО ги обезбедува своите граници и ја зголемува безбедноста на своите членки. Дали Северна Македонија е подготвена да испрати своји војници во Украина или било каква друга помош? Дали веќе се разговара на таа тема? Сакала да ги искоментирам, односно да ги демантирам сите оние лажни вести кои беа објавувани еден краток период и во кои што се дава негативни референции или коментари, би рекла, за нашата армија, а тоа е дека нашата армија нема капацитет генерално, не само за како членка на НАТО, и тие би ги нарекла апсолутно неточни. Министерке, да заклучиме, тоа значи дека нашата армија и вие сте подготвени доколку биде побарано нешто од НАТО, од сојузниците, да помогнеме во тој дел. Нашата армија има капацитет да ги извршува своите активности и своите задачи во рамки на НАТО алијансата, а секако секое дополнително неизино ангажирање ќе биде согласно домашните правила на одлучување. Интегралното интервју со министерката за одбрана Петровска, каде се осврнува и на подготвеноста на Македонија да одговори за предизвиците како членка на НАТО, погледнете на нашата интернет страница и социјалните медиуми. Одиме понатаму, а светското внимание е свртено кон рускиот претседател. Експертите коментираат негов обид да ја зголеми руската позиција во светот. Рускиот претседател Владимир Путин првпат по повеќе недели коментираше за Украина, обвинувајќи ги САД и НАТО за зголемување на тензиите. Нивната најзначајна цел е да ја ослабат Русија. Во овој случај Украина е само алатка за да се постигне таа цел. Ова може да се направи на различни начини, еден од нив е да не вовлечат во вооружен конфликт. Но експертите забележуваат дека Путин е тој што распореди повеќе од 100.000 руски трупи на украинската граница, во Крим и во Белорусија, за да го засили неговото барање НАТО да повлече дел од незините сили во Источна Европа, како и да вети дека никогаш нема да ја прими Украина како членка. Со ова воено распоредување, Путин се стави себе си во кутија, вели поранешниот воен аналитичар на ЦИА Джефри Едмондс. Тој има максимални барања што мислам дека знае оти ние не можеме да ги задоволиме. Нема да ја повлечеме инфраструктурата на НАТО на ниво од 1997 година, нешто што тие го бараат. Мислам дека ја чека првата воена структура на украинската граница за да превземе воена акција. Председателот на САД Џо Бајден вели дека тој и Владимир Путин се разбираат меѓусебно, но Бајден исто така вели дека верува оти Путин планира да ја нападне Украина. Некои експерти сметаат дека Путин сака да осигура дека Русија се уште важи за голем играч на светската сцена. Анџела Стент е авторка на книгата Светот на Путин. Тој верува дека остатокот од светот треба да ја третира Русија како Советскиот сојуз. Тој не сака да го обнови Советскиот сојуз, но сака да биде третиран како голема сила чии ставови се почитувани, а луѓето ќе се плашат и ќе прифатат дека Русија има право да влијае во соседството. Некои експерти велат дека Путин веројатно ја гледа Источна Украина, каде се подгрева војна уште од анексијата на Крим во 2014 година, како дел од Русија. Мислам дека Путин може да потврди дека Западна Украина е всушност украинска територија и оти веројатно му припаѓа на европскиот културен и политички свет. Но во негови очи Источна Украина е продолжување на Русија. Но она од што најмногу се плаши Путин е отпор од неговите граѓани, вели Бил Браудер, основач на кампањата Магнитски. На просечниот русин му е многу полошо сега отколку кога тој првпат стана председател. Затоа тој ја вади оваа стратегија директно од диктаторска книга, а тоа е кога луѓето се лути на вас, направи да се лутат на некој друг и почне војна. За време на новогодишното обраќање пред нацијата, Путин не спомна за замолчувањето на неговите критичари. Еден од највлијателните, Алексеј Навални, беше затворен пред 1 година, откако преживеа обид за труење. Го гледате Newsflash, јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Пријатна вечер, се гледаме утре.